Доктор Даниловски, како го коментирате целиот процес за набавка на вакцини во Македонија? Знаете, ние имавме на располагање 3 механизми за набавка на вакцините. Преку КОВАКС механизмот, првиот, со директна набавка од производителите и требаше 5% од своите вакцини да ни отстапат членки на Европска унија, како еден вид ментори на земјите не членки. Оние требаше да добиеме од Грција, Бугарија, Полска, Австрија. Ако нама КОВАКС системот потврли, богатите земји ги разграбаа вакцините, морам така да се изразам, дури и идното производство го откупија од произведувачите. Еднаш реков, пак ќе повторам, Титаник во планетарни размери. Сиромашните останаа сами на себе да се снаоѓаат. Единствена шанса им беше на сиромашните, па и нам, директната набавка од производителите. Арнама производството беше однапред откупено. И ете сега, нели, слушаме дека има шанси сепак да се направи директна набавка, овој пат од веќе одобрени вакцини од Кина. Меѓутоа, ете чекаме собранието да смогне сили побрзо да обезбеди легална основа за да можеме да ги внесеме вакцините. Значи, во оптек се во варијанта влегуваат кинеските вакцини, Sinopharm, AstraZeneca и сепак Pfizer ако имаме среќа. Тоа се реални опции. Понудената помош од комшиите не би ја коментирал, мислам дека е символична и повеќе беше декларативна. Меѓутоа, нас не спасува сепак да не се соочиме со катастрофично сценарио, би рекол, колективниот имунитет кој што веќе е преку 45% и затоа бројките не се астрономски. Меѓутоа, британскиот мутант, ако стане доминантен, може тоа да ги искомплицира работите. Уште повеќе што една најнова студија покажа дека природната инфекција обезбедува до 83% заштита, а ефектите траат најмалку 5-6 месеци. Така. Дали е дозволиво преку здравството и здравието на граѓаните да се води политика? Еве, Македонија е на чекор до кинеските вакцини, ќе ги имаме и дозите на AstraZeneca, но и на Pfizer. Дали треба здравствените власти да почнат веќе да размислуваат за набавка на руската вакцина Спутник? Секако, за Спутник извештај или студија со информации за последната, третата фаза на испитувањето, баш излезе на 2 февруари во Lancet, престижно списание, каде што е соопштено дека ефикасноста е 91,6%, значи 92 речиси, но само за симптоматски случаи. Тек треба во иднина, како и за другите вакцини. Впрочем, едноставно нема време да се види дали заштитуваат и од асимптоматски инфекции, односно дали заштитуваат од пренесување на вирусот од асимптоматски инфекции, иако вакцинирани. Секако дека тоа е случај, како што е тоа и со Pfizer, и со Moderna, и со другиве што се во оптек, но треба се види во колкав процент. Така, докторе, дали е пораз според вас за една држава тоа што дел од граѓаните, не можејќи да се имунизираат во сопствената држава, додат во други држави? Еве, пример ќе дадам, како голем број на македонски граѓани кои што имаат српско државјанство отидоа и се вакцинираа во соседна Србија. Па сосема кратко би ви одговорил, тоа е нивно право. Секој одлучува за себе. Ако нема трпение дома да исчека вакцина, негово право е да си бара чаре било каде низ светот. Доктор, и за крај би ве прашала, која според вас вакцина е најдобра во моментов кој што ги има на пазарот во светот? Па ако судиме според процентот на заштита што ја нудат, предничат тука Pfizer и Moderna, овие што се mRNA вакцини, 95% и 94,5% имаат заштита. Еве тука им се придружува Спутник 5, руската, со 97,6%. И тоа се тие три, да речеме, таа тројка што се на првите три позиции, што одат со ефикасност над 90%. Еве 84% е AstraZeneca, да кажем. Кинеските се некаде испод 80%, 79%, мислам на Sinopharm, Sinovac и така натаму. Знаете, сите се добри вакцини. Светска здравствена организација има пропишано
праг на ефикасност за да може да се одобри една вакцина, тоа е 50%. Значи, и нешто преку 50% да е ефикасноста, таа вакцина е употреблива за да се сопре епидемијата. Но секако има тука и нешто друго, преференции од страна на граѓаните. Некој слушнал едни информации за една, за друга и така натаму, така што добро е да се има можност да човек избира.